Може? Почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитуван министер, почитувана македонска јавност, Предлог закон за измени и дополнување на законот за експроприација е еден од законите кои што неоправдано овде во собрание стигнаа со европско знаменце, кршење на процедурите за кое што владата покажа дека најверојатно има некои лукративни интереси, лукративни потреби, дека во прашање се провизија или друг интерес кој што треба да биде исполнет. Во меѓувреме ќе се обратам на самиот законски текст. Замислете, во предлог законот за измени и дополнување на законот за експроприација пишува вака, дека заради усогласување со законот за утврдување стратешки интерес и номинирање стратешки партнер се наметна потребата од измени и дополнување на законот за експроприација. Ноторна лага, не е точно. Од законот кој што го донесе ова собрание не се надметна потребата за дополнување измена на законот за експроприација. Од договорот може би се наметна. Од договорот може би се има наметнато, меѓутоа тоа значи дека некој во владата се дрзнал да договара работи кои што се надвор од неговата надлежност и може би токму заради тоа се крие и самиот договор. Она што е многу загрижувачко, иако целата јавност зборува за пакет од 5 закони кои што стигна со европско знаменце, јавноста треба да знае дека се дерогираат многу повеќе закони. Со предлог законите овде се предвидува непочитување на многу други закони. Само за пример, кој закон се дерогира со предлог законот за измени и дополнување на законот за експроприација. Со експроприацијата како начин на прекинување на приватната собственост и нејзино преоѓање во собственост на државата, а важи за приватни физички лица, за правни лица и за општините, односно приватен имот кој што може да биде експроприиран, со овој закон се предвидува дека ќе се експроприираат оние кои што се легално изградени објекти, меѓутоа се предвидува и експроприација на дивоградби, односно на бесправно изградени објекти кои што имаат поднесено барање за легализација. Со барањето за легализација треба да започне постапка која што е предвидена со закон за постапување за бесправно изградени објекти, а тоа овој закон го дерогира. Односно, со предлог законот за измени и дополнување на законот за експроприација се дерогира законот за постапување по бесправно изградени објекти. И овде имаме една дискриминација во законот, односно се дискриминираат оние кои што имаат целосно легално изградени објекти со потполна, целосна техничка документација за сметка на оние кои што се собственици на бесправно изградени објекти кои што поднеле барање за легализација и при тоа не се постапува по одредбите од законот за бесправно изградени објекти, туку истите се изедначуваат со легално изградените објекти. Тоа е едниот облик на дискриминација. Имаме и втор момент на дискриминација, а тоа е кога ќе ги погледнете собствениците на бесправно изградени објекти, нелегално изградени објекти, оние кои што поднеле барање ќе бидат во многу поповолна ситуација од оние кои што не поднеле барање. Значи, два вида на дискриминација. Или вака, сликовето да ви објаснам, министер. Вие сте министер во владата на СДСМ и ДУИ. Владата има владин авион. Така. Сега замислете, ако ние, како парламентарно мнозинство, донесеме закон во кој за сообраќаен пилот и пилот на екипаж на владиниот авион ќе биде оној, некој положил, туку кој приемил за полагање за испит за дозвола за сообраќаен пилот. Дали ќе се качите во тој авион? Ние не се возиме во авионот, како мнозинство донесуваме закон и велиме заради ефикасност, ефективност и скратено време траење, оној кој што поднел барање за полагање за дозвола за сообраќаен пилот, ќе го управува владиниот авион. Вечерва имате лет. Дали ќе се качите во тој авион, министер? Нема да се качите. Зошто? Затоа што поднесувањето на пријава за полагање предизвикува повлекување на одредени постапки и процедури, практичен дел, писмен дел и така натаму. Исто како што барањето за легализација
покренува различни процедури од Законот за постапка со бесправно изградени објекти. Ова ви го кажувам само како пример, да знаете во каква ситуација го ставате народот во Република Македонија. Да знаете во каква ситуација не ставате кога зборувате за стратешки интерес, а не го гледаме договорот. Кога основен договор помеѓу нарачател и извршувач на работи за кој плаќа народот, знаете само вие и тесна клика околу вас. И при тоа дополнително се дрзнувате целосно да го рушите правниот систем на државата во кој што се вели дека сите правни норми пониски од законот треба да бидат усогласени со законот во материјална и во формална смисла. Вие не само што не се усогласени со законот, од оваа говорница слушнавте аргументи за одлуки на Уставен суд со кои што се укинуваат вакви слични одредби. Меѓутоа, се правно спротивни со материјата која што ја разработуваат други закони, со што создавате противправност и создавате со законот кој што беше донесен овде во собрание, а тоа е законот за утврдување на стратешки интерес и номинирање на стратешки партнер, создавате ситуација во која што не се дерогира само законот за јавни набавки, иако тоа пред очите на целата македонска јавност најпрви им беше, да кажеме, примарна и основна цел на овој закон. Дури Уставен суд има одлука во која што вели дека со овој закон се дерогира само законот за јавни набавки, меѓутоа остануваат во примена останатите позитивно правни закони во Република Македонија. Вие што направивте? Вие донесувате пакет на закони со кои што ги дерогирате и останатите законски решенија, и тоа не се произлезени од законот за утврдување на стратешки интерес и номинирање на стратешки партнер, туку директно се произлезени од договорот кој што го криете. Што значи тоа? Тоа значи дека некој од владата, кога го преговарал овој договор, без да води сметка за тројната поделба на власта во Република Македонија, ветувал какви закони ќе донесе ова собрание. Тоа е исто како кога ќе склучувате договори да имате владини функционери кои што ќе ветуваат какви пресуди ќе се донесуваат, затоа што судската, законодавната и извршната власт се одвоени видови на власти. Сега, прашањето е колку милиони евра државни пари за експроприација на земјиште и за експроприација на дивоградби ќе завршат кај doing бизнис на олигарсите од ДУИ. Тоа е главното прашање. Ако имавте вистинска намера да го промениме законот за експроприација, затоа што аргументите кои што ги слушаме овде од говорница, велите судските постапки траат со години, па тоа ви укажува дека ви е нефункционално судството, дајте да ги измениме соодветните закони на начин на кој што ќе овозможат ефикасна примена на македонските закони. А на овој начин, со целосна дерогација, можеби ќе градиме автопат, меѓутоа тој автопат ќе биде скапо платен, меѓутоа највисоката цена која што ќе ја плати Македонија за ваквата изградба е целосното урушување, нарушување на системот на правото, на правниот поредок и на почитувањето на уставот и на законите. Направете само анализа колку закони се дерогираат. Еве, со законот за експроприација се прекршува уставот, се прекршуваат одлуки на Уставен суд и се предвидува непочитување на постапките и процедурите предвидени во закон за постапување по бесправно изградени објекти. Со секој еден од овие закони, еве само за пример, со законот кој што сега беше на Комисија за европски прашања, предлог закон за измени и дополнување на законот за утврдување на стратешки интерес и номинирање на стратешки партнер, се дерогираат други два закони, закони за царинска управа и закони за акцизно работење. Една плеада од закони се предвидува да не се почитуваат од оваа влада, а при тоа дрско се лаже јавноста дека се произлезени од законот за утврдување на стратешки интерес. Не е точно, тие произлегуваат од договорот. Ви благодарам. Има збор Анела Лашковска, повелете.